Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е министерот за надворешни работи Бујар Османи. Министре, месеци по директните разговори со Бугарија во обид да се деблокираат македонските европски интеграции, имате ли представа за што точно разговарате со Бугарија? Се разбира, комплексно е прашањето. Одлуката за започнување на преговори има три компоненти. Има политичка одлука или согласност, има рамка и конференција. Одлуката ја добивме минатата година во март, таа што беше блокирана од Грција од 2009 година. Сега сме во втората станица или точка, тоа е преговарачката рамка. Тоа е текст од неколку страни во кој што се утврдуваат принципите и правилата како ќе се одвиваат преговорите. Во предлогот кој што е даден од страна на комисијата до земјите членки, во тој текст Бугарија спори три прашања. Името, јазикот и гаранциите за имплементација на договорот, и тоа се прашања кои што ги третира португалското председателство со последниот предлог, кој што ние го сметаме како добра основа за надминување на разликите и работиме сите по однос на тој предлог. Ве прашувам ова затоа што бугарските политичари тврдат дека македонските политичари лажат кога велат дека Бугарија ги оспорува македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Па сега тоа зависи како ќе го представите. Во преговарачката рамка има една реченица со техничко значење во кој што стои дека акито ќе се преведе на македонски јазик. Бугарија смета дека треба да се користи формулацијата од договорот од 2017 година, која што беше една реципрочна билатерална формулација за јазикот, во кој што бугарскиот јазик беше напишан како бугарски јазик според уставот и македонски јазик според уставот, или вториот пристап да се дефинира историскиот контекст на создавање на јазикот во некој билатерален договор, така да е спорно од нивната страна и тој момент за кој што португалското председателство има решение кој што ние сметаме дека е добра основа. Ама зошто тогаш тие тврдат дека не го спорат македонскиот јазик? Затоа што веројатно сакаат да го представат дека не го спорат денешното дефинирање на јазикот, но го спорат историскиот корен на јазикот. И во тој контекст, веројатно, они го представуваат како неспорење на идентитетските атрибути кои што сега ги има државата. Меѓутоа, тоа е доколку се има тој пристап на дефинирање на историскиот контекст. Меѓутоа, со предлогот, односно барањето да се дефинира согласно јазичната клаузула од договорот од 2017 година, очигледно дека се редефинира и сегашното дефинирање на јазикот. Јасен е ставот на официјална Софија дека тие сметаат дека македонскиот народ пред 1944 година има корени во бугарскиот народ, а дека македонскиот јазик е само норма на бугарскиот. Ако условно кажано Македонија го признае ова во минатото, тоа нема да се одрази врз денешниот идентитет на македонците? Сигурно и затоа не било никогаш предмет на некакви разговори билатерални од наша страна по однос на јазикот. Ние сме прифатили да разговараме по однос на краткото име, дека навистина доколку има потреба за дополнителни објаснувања дека краткото име не се реферира на историскиот регион чиј дел е денеска и во Бугарија и немаме никакви територијални претензии во името на државата, или пак да дадеме дополнителни гаранции во смисла на европски мониторинг во имплементација на договорот наспроти тоа што го имаме сега, а тоа е билатералниот мониторинг преку меѓувладината комисија, но никогаш не сме прифатиле да разговараме за јазикот, бидејќи тоа е прашање кое што е право на секоја држава во рамки на своето право на самоопределување и нема никаква законска основа ниту во меѓународното право, ниту во европското право да се разговара за прашањето на јазикот. Меѓутоа, португалското председателство има предлог кој што мислам дека може да се адресираат одредени чувствителности кои што ги има бугарската страна и да ја задржи својата позиција, меѓутоа ние не сме прифатиле да се разговара за тоа прашање во мултилатерален контекст. Министре, бугарскиот заменик министер за надворешни работи
Александров на состанокот во Луксембург, како што јави Бугарското министерство за надворешни работи, рекол дека очекува да започнете во пракса да ги спроведувате преземените обврски на високо ниво дадени кога бевте во Софија. Александров рекол дека тоа е експлицитно одбивање од територијални, малцински и историски претензии кон Бугарија. Го предложивте ова како дел од патоказот? Тоа што вие го цитирате територијални претензии е прашањето на краткото име, за кое што само што спомнав. Дека историски претензии кон Бугарија ми тоа е прашањето на краткото име, дека Северна Македонија не значи северниот дел на историскиот регион Македонија, туку е дефинирање на сегашниот политички ентитет. Во однос на историските претензии се мисли на работата на историската комисија, односно Комисијата за историски и образовни прашања, кој што треба да дефинира прашањата од заедничката историја, и малцинските права се мисли веројатно на прашањето на уставот после Преспанскиот договор, кој што ни дава обврска како држава да не се мешаме во внатрешните прашања на државите во регионот. И таа е таа формулација историски, територијални и малцински прашања за кои што ние се разменуваат идеи и може да се најдат решение, се додека не се атакува на некој начин на основните идентитетски атрибути кои што се важни за граѓаните, а моја улога е да ги заштитам интересите на граѓаните. Министре, постои ли опасност во брзање сега да се постигне некаков успех на патот кон Европската Унија, да се стават практично формално во условите за напредокот на Европската Унија работи кои што во иднина ќе ја кочат земјава? Видете, се додека одлуките за проширување се носат со консензус, Бугарија може да не блокира за било кое прашање. За прашањето на реката Вардар дали е чиста или не, може да најде причина и да не блокира. Посебно сега со новата методологија, кога повеќе мок е дадена на земите членки на сметка на комисијата, плюс процесот има основ за реверзибилност, односно да се врати од почеток, они може да го блокираат кога сакаат. Ние сме калкулирали, има 200 пати во тек на процесот Бугарија може да го блокира процесот на преговорите. Меѓутоа, сакам граѓаните да бидат уверени дека ништо нема да правиме на брзање. Сосема сме свесни кои се интересите на граѓаните, кои се очекувањата на граѓаните, но исто така сме свесни колку е важно за нив членството во Европската Унија. Така да ќе продолжиме да бидеме упорни за да ја стигнеме целта, но секогаш запазувајќи тоа што е важно за нашите граѓани. И тука не правам разлика етничка, бидејќи ако има еден колатерален позитивен ефект од оваа блокада, е дека граѓаните се сплотија во солидаризирање во случајот кон македонскиот народ, бидејќи се на некој начин е поддиректен атак нивниот националните атрибути, и тука се покажа вистинската слика на Република Северна Македонија за која што треба да се гордееме. Тоа значи дека се нападнати атрибутите на македонскиот народ? Па ако го интерпретирате барањето во преговарачката рамка да се дефинира јазикот како македонски јазик согласно уставот, може и така да се интерпретира. Иако, велам, првичниот пристап беше да не се бара да се редефинира, туку да се дефинираат историскиот контекст на создавање на јазиците. Така да тоа се два различни пристапа во кои што во едниот пристап може да се потврди тезата дека ние не спориме ништо кон сегашните идентитетските атрибути, но вториот пристап не е баш така. Бугарија е повторно пред избори. Во јули, веројатно некаде до летово, во текот на летово можно е да има тама нова влада. Какви се вашите процени, кога би можело да се очекува некакво интензивирање и евентуално одење кон решение во спорот? Па сега, навистина, мислам дека не е благодарно веќе да се даваат датуми. Затоа што граѓаните се изморија во овој живот на циклични надежи и разочарување. И тоа веќе го имаат 15, можеби и 20 години. А можеби и ние придонесуваме да поминат граѓаните низ таква една психолошка, ако можам да кажам, тортура. Давајќи датуми, давајќи надежи. Но еве,
за да одговорам на прашањето. Новото јуни е септември. Бидејќи тоа е првиот ГАК, првиот Совет за општи работи. И за крај, едно прашање поврзано со вашата партија ДУИ. Ја прифативте зелената агенда, таа во Европа вклучува и други теми, не само заштита на животната средина, како на пример родова рамноправност, поддршка на ЛГБТ и заедницата. Обдржува ДУИ барањата на оваа група луѓе? Прво да кажам, зелената агенда е начин на живот, не е само животна средина. ДУИ во првиот дел од своето функционирање овие 20 години имаше за цел интеграцијата, да интегрира една заедница која што беше оставена надвор од системот, на маргините на системот. Некогаш повеќе фокусирајќи се на квантитет отколку на квалитет. Зошто го кажувам тоа? Затоа што немаше универзитети, требаше да се создадат универзитетите. Немаше вработување во администрацијата, беше 0,2 во 2002 година, требаше да се вработат луѓето. Сметаме дека сега како се пополнуваат тие параметри, односно се интегрираат заедниците во новата рамка создадена од рамковниот договор, сега е време да се фокусираме на квалитет. Квалитет во образованието, квалитет во животот, квалитет во храната, квалитет на воздухот. И тоа е зелената агенда на ДУИ и се разбира дека со тоа ние влегуваме во еден нов период, во еден нов начин на функционира. Конкретното прашање се уште не е стигнато во дефинирање конкретно на ставовите за секој од нив поединечно, но како принципи, како цивилизацијски придобивки и вредности, а тоа е почитување на различноста, инклузивноста, за ДУИ нема ништо спорно. Ви благодарам многу на одвоеното време. Благодарам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.